Секој ден има по околу 10 жртви на македонските патишта, особено во летниот период, токму поради одморите кои што ги имаат работниците ширум Македонија, но и оние туристи кои што патуваат преку Македонија па се до нашиот јужен сосед. Во текот на вчерашниот ден имаше кобна несреќа на патниот правец од Демеркапија до Удово, во која животот го загубија маж и жена, додека нивното дете се наоѓа на скопските клиники. Исто така, утрово во општина Аеродром се случи тешка сообраќајна несреќа во која што настрада 67 годишен скопјанец, а причината поради тоа била бидејќи автомобилот БМВ го управувал малолетник без возачка дозвола и по незгодата истиот малолетник наместа да му помогне на старецот, тој избегал од местото на несреќата. Во текот на денешниот ден исто така во општина Аеродром во населба Ново Лисиче настрада и Volkswagen со француски регистарски таблички, исто така настрада и камион со скопски регистарски таблички. Ова се само дел од несреќите за кои што сведочиме во изминатите 24 часа. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата велат дека возачите и понатаму не внимаваат при возењето и не ги почитуваат поставените патни и сообраќајни сигнализации. Ние разговаравме, имаме и изјава од Републичкиот совет, доколку е подготвена да ја слушнеме статистиката во изминатите години. Како што кажав, веќе во 2016 година само во првите 3 месеци имаме 35 лица кои што загинаа во сообраќајни несреќи. Месец март е за жал лидер во таа бројка, 16 лица го имаат загубено животот во такви сообраќајни несреќи. Гледано наназад, 2013 година е најлоша година во овој поглед, 198 лица кои загубија живот во сообраќајни несреќи и секојдневно ги добиваме информациите од Министерството за внатрешни работи кои што покажуваат фрапантни податоци за тоа дека за жал возачите секојдневно ги прават истите грешки, секојдневно учествуваат неодговорно и несоодветно во сообраќајот. Како што напоменав претходно, во рамки на истражувањето кое што го спроведе Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, кое што во суштина беше основа за овие кампањи, добивме на бројка дека 86% од возачите управувале со своето моторно возило под дејство на алкохол. Тоа е стварно голема бројка, се надевам ќе се согласите со мене. Истовремено и уште една поразителна бројка која што вели дека 63% од возачите управувале со своето моторно возило, истовремено го користеле својот мобилен телефон, пишувале SMS пораки, говореле или пак споделувале некоја вест. Голем број од црните точки се во главниот град во Скопје, каде што е и најгусто населено и има најголем број на автомобили, додека останатите несреќи кои што се случуваат најчесто на автопатите ширум државата, особено патниот правец, како што информираше телевизија Нова во текот на вчерашниот ден од Демеркапија до Удово, е особено ризично за возење токму поради тоа што автомобилите се движаат во две насоки и возачите не внимаваат на својата брзина на движење и се усудуваат да ги претикнуваат останатите возила кои што управуваат во иста насока.